А пред самата тема, ќе го повторам прашањето кое што го поставив мејатата сабота и веќе имав известни задоволителни реакции. И јас ве охрабрувам и понатаму да размислувате и да ми одговорите, ако имате одговор, на прашањето зошто при Христовата смрт, или тогаш кога издивнал на крстот, се расцепила завесата во храмот. Онаа завеса која што ги одвојувала светињата од светињата над светињите. Што сакал Господ да покаже со тој чин? Зошто токму завесата и кое е значењето на тој чин кој што се случил во моментот на Христовата смрт на крстот. Истото се однесува и за сите оние кои што не слушаат и кои што ќе не гледаат. Значи, слободно, ако имате желба, одговорете на ова прашање, испратете ни имейл, како на веб страницата на HACPPA, така и на HACPPA blogspot.com или на HACPPA Facebook страницата. Ова е доста интересно прашање и сакам да соберам што повеќе одговори, значи што повеќе размислувања од сите вас. Споменав ова утро и сега ќе повторам дека проповедта од мејатата сабота под наслов Законот и благодатта предизвика многу реакции на интернет од многу непознати гледачи и во една прилика на Facebook имаше, колку што ја знам последен пат, 54 коментари, сите со теолошки дискусии во врска со самата проповед и разговори кои што се развија на таа тема. Меѓутоа, јас имав и едно друго интересно искуство во врска со темата, иако не е директно во врска со таа проповед, кое што би сакал да посветам време вечерва, прво да го кажам тоа искуство, а потоа и да објаснам што не им е јасно на либералните протестанти кога е во прашање моралниот закон. Значи, оваа недела доживеав едно ново искуство да забележам како во пракса либералниот протестантизам има проблем со разбирање на Христовото автентично Евангелие. Од една страна, како што повеќе пати изнесував од тука, конзервативниот адвентизам и воопшто многу конзервативни христијани имаат проблем со разбирањето на Христовото Евангелие, но исто така тврдев дека и либералниот протестантизам, или пак така наречената нова теологија, внатре во адвентистичката црква, која што само го копира оно што го веруваат и го проповедаат либералните протестанти, е исто така против автентичното Христово Евангелие, против она исто Евангелие кое што старешените Джонс и Вагонер го проповеда во Минеаполис 1888 година. Со други зборови, и религиозната десница, и религиозната левица, и конзервативните, и либералните христијани имаат проблем со Евангелието за оправдание со вера. Едните имаат проблем, се да така да речеме, на едниот екстрем, на една крајност, по однос на разбирањето на овие прашања, а другите се на сосем друга страна, во друга крајност, отидени. Еве кој беше конкретно проблемот. Значи, еден протестантски пастор на интернет, на неговиот статус на Facebook,
го цитираше стихот, мене инако многу омилен, кој што и овој месец, не така одамна, го цитирав од ова место во проповедите од Божјата реч, стихот кој што се наоѓа во Галатјаните 2 глава 19, 2.19. Па јас ќе искористам прилика да го прочитам. Значи, ќе отвориме во посланието до Галатјаните, уште еднаш, 2 глава 19 стих. Стихот гласи: зашто преку законот умрев за законот, за да живеам за Бога. Се распнав заедно со Христа. Апостол Павле тврди: јас преку законот умрев за законот. Објаснувајќи го стихот, кажавме дека на овој начин новозаветните верници не се под законот, затоа што се тие умрени за законот. Не се укинал законот, туку ние умревме за законот. Тоа беше споменато и во проповедта за законот и благодатта пред 7 дена, кога цитиравме од Римјаните 7 глава. Примерот што апостол Павле го наведува таму со жената и незините мажи, едниот кој што умрел, за да може потоа законски да биде слободна од него и да се омажи за друг. Сега нема да го повторувам тоа. И јас што направив? Овој стих, значи, што беше цитиран, не само што немам ништо против него, туку и бидејќи особено ми се допаѓа стихот, јас кликнав лайк на овој статус на протестантски пастор. Интересно е што се разви дискусија и на тој негов статус во врска со значењето на овој стих. Се разбира, протестантскиот пастор, како и неговата верска заедница, со овој стих тврдат дека баш затоа што апостол Павле го кажува ова што тука го кажува, ние не сме должни да го држиме старозаветниот закон, ние сме слободни од тој закон и така натаму и така натаму. Меѓутоа се јавува еден за мене непознат верник, не знам дали е некој адвентист, бидејќи можеби така звучеше, иако тоа што тој го искоментира, звучеше повеќе како нешто што мене ми е познато од православната литература. Тој едноставно како контра на сето тоа што го тврдеа протестантите во своите коментари, запишал: ако не го држиме тој закон, старозаветниот, тогаш како ќе го исполниме новозаветниот? Ова е православна мисла, јас сум среќавал православни книги. Значи, ако не сме го држале тој закон, Мојсеевиот, како ќе го држиме новозаветниот? И ова беше предизвик за протестантите. И се разви една дискусија, и дури тогаш јас се вклучив во дискусијата и напишав еден ваков коментар. Значи, јас кој што се согласив со овој стих во Галатјаните 2.19, кој што се согласив со статусот на протестантскиот пастор, кој што не беше ништо друго освен цитатот од Галатјаните 2.19, и јас повеќе како објаснување до тој верник, што звучеше така конзервативно, а и не кажал ништо лошо човекот, напишав едно објаснување за да ги избалансирам двете страни, да им кажам: да, ние навистина не сме должни да го држиме старозаветниот закон, меѓутоа тоа не значи дека христијанинот во Новиот Завет не држи никаков закон. А тоа е тезата на либералниот протестантизам, да бидам појасен. И оно што јас го напишав беше следното: новозаветниот христијанин, кој што е оправдан со вера, тој веќе го исполнува моралниот закон. И без да има потреба, и без да ги држи сите прописи запишени во Мојсеевата Тора. Тоа беше мојот коментар. Меѓутоа, овој мој коментар
сега предизвика една жустра реакција од страна на еден протестант, кој што веројатно, барем така звучеше, припаѓа на таа верска заедница, каде што пастор беше пасторот кој што на неговиот статус го цитираше овој стих во Галатјаните 2.19. За законот умрев преку законот. И овој протестант кој што се вклучи во дискусијата, почна мене да ми држи лекции како ние не мора или не треба да го држиме моралниот закон, затоа што баш од тој закон Христос не ослободил. Интересно беше за мене зошто човекот има проблем со тоа што јас го напишав, а очигледно има проблем. И сакав да проверам дали навистина има проблем. Значи, јас што напишав? Новозаветниот верник е веќе оправдан, односно, оној кој што е веќе оправдан со вера, веќе го исполнува моралниот закон и нема потреба да ги држи сите Мојсееви прописи. Зошто човекот имаше проблем со ова што го напишав? Затоа што либералниот протестантизам не верува во држање на моралниот закон. За нив е тоа стрес. И се докаже дека човекот има проблем со тоа верување, подоцна и неговиот пастор докажа дека има проблем со тоа, бидејќи ме исклучи од пријатели. Иако јас бев тој што дури претрпев и лични навреди од страна на неговиот верник, кој што едноставно 3 пати одбиваше да одговори на моето прашање и тогаш збесна. Тогаш кога и 3 пати му кажував, по 3 пат те прашувам, не ми одговараш на прашањето. Дали еден христијанин може да биде блудник? 3 пати не одговараше на тоа прашање. Се докаже дека има проблем. Испега како да либералниот протестантизам не верува во никаков морал. Едноставно, ние сме слободни од законот, но сега можеме да живееме како Распутин. Тоа беше тезата, нели, што ја споменав во проповедта Законот и благодатта. Многу се воодушевувам, да ви кажам искрено, кога во пракса се докажува како не само конзервативниот адвентизам, како и либералниот адвентизам има проблеми со вистинското евангелие на Џон Си Вагонер, а во случајов како либералниот протестантизам има проблем со вистинското евангелие. Затоа решив, иако имав првобитна намера вечерва да зборувам за нешто друго, но тоа ќе се одложи за следната сабота, решив да појаснам некои работи кои што може да бидат збунувачки и за други верници, воопшто гледачи и слушатели. Затоа денешната тема носи наслов Моралниот закон и воопшто ниту се договорав со брат Борче да биде нешто што има, може би ќе звучи како неговото од Сабајле, меѓутоа сепак нема да звучи, бидејќи јас ќе зборувам за моралниот закон од еден сосем поинаков аспект. Ќе се вратам на тезата на протестантот, која што можете да ја прочитате и во издадените книги и брошури на Џон Си Вагонер. Значи, тој велеше вака: ако е точно дека, значи тезата е вака, ја парафразирам, ако е точно дека Христос не ослободил од законот, а тоа е точно, тоа е новозаветна наука, ако е точно дека не сме под законот, тогаш испега дека немаме обврска да го држиме ни моралниот закон, затоа што баш од тој закон, од осудата на моралниот закон, Христос не ослободи. Тоа беше тезата. Проблемот што настана кај адвентистите во Минеаполис 1888 година започна од тука. За кој закон станува збор во посланието до Галатјаните?
И тезата на Джон Си Вагонер беше дека станува збор за моралниот закон. Само моралниот закон осудува. Може да ве осуди церемонијалниот закон. Например, еден ваков текст што прочитавме во Галатјаните 2.19, конзервативните адвентисти веднаш побрзаа да речат, и така и беше нивното учење, и преживуваат тоа учење до ден денес, и баш ме интересира како ќе биде објаснето или протолкувано сето ова во следната библиска поука, која што ќе зборува за галатјаните, дека ако апостол Павле кажува вакво нешто за законот, дека повеќе не сме под законот, дека умревме за законот и така натаму, тогаш тоа мора да се однесува за на церемонијалниот закон. Значи тоа беше стравот на конзервативниот адвентизам, бидејќи ако речеме дека се однесува за моралниот закон, тогаш испаѓа дека немаме обврска, немаме потреба да го држиме моралниот закон. А Джон Си Вагонер токму тоа го тврдеа, дека законот, во Галатјаните конкретно, се однесува на моралниот закон, поточно на 10 заповеди. Тоа го тврдат и протестантите, и затоа тие тврдат дека ние немаме обврска да го држиме декалогот, 10 заповеди. Протестантите тврдат дека 10 заповеди се тој старозаветен закон што не треба да го држиме. 10 заповеди се таа буква која што убива, за разлика од духот кој што оживотворува, бидејќи нели така кажува апостол Павле во 2 Коринтијаните 3 глава. И сега, значи, едните имаат проблем да прифатат дека навистина се работи за моралниот закон, за 10 заповеди, поточно кажано, а другите имаат проблем со држењето на моралниот закон. Кој е во право? Ниту едните, ниту другите. И сега се јавува една дилема која што треба да биде објаснета. Ако законот од кој што Христос не ослободил, ако законот кој што не осудуваше, од чија што осуда Христос не ослободил, ако законот за кого ние умревме навистина се 10 заповеди, тогаш дали имаме обврска да го држиме тој закон, кога не сме под него повеќе, кога сме ослободени од осудата на тој закон? Тоа е прашањето. И тоа ќе го разгледаме оваа вечер. Прво ќе појдеме од еден историски факт, кој што представува извор на забуната околу цело ова прашање. Очигледно е дека христијаните, како што тоа произлегува од новозаветното учење воопшто, уште од самиот почеток проповедаат дека христијанството представува многу поголема праведност, Евангелието носи поголема праведност од она на фарисеите и книжевниците. Тоа го кажува и самиот Христос. Ако не биде вашата праведност поголема од таа на фарисеите и книжевниците, вие нема да влезете во Царството Небесно. Христијаните уште од почеток проповедаат дека моралните принципи, и Новиот Завет е полн со морални принципи, треба да бидат знак, плод, по кој што ќе се препознае тој нов живот или новородениот живот на еден христијанин. И да го повторам и оно што самиот Вагонер го докажува толку очигледно, и со тоа ги побива тезите на конзервативниот адвентизам, кога соборот, апостолскиот собор во Дела, 15 глава, решил на христијаните да им наложи 4 исклучоци од Мојсеевиот закон. Кои беа тие исклучоци? Значи,
да не вршат блуд, да не бидат блудници, да се чуваат од блуд, од крв, удавено и од идолски жртви. Не го кажах по тој редослед, прво беа идолските жртви. Значи, идолски жртви, блуд, удавено и крв. Удавено и крв се една иста работа, значи, да не се јаде удавено животно, заради тоа да не се јаде крв. Па, може да се сведат на три. Да не се јаде крв, да не се прави блуд и да се чуваат, да не се јадат идолски жртви. Сите овие три принципи се морални правила. Нема ништо церемонијално во нив. Со други зборови, христијанството проповеда морален закон. 10 заповеди не биле наречени морален закон од страна на адвентистите на седмиот ден, туку повеќе од 1500 години пред нив, уште од самите христијани, од самиот почеток. Затоа јас реков и сега ќе повторам, отворете било кој православен, било кој католички катехизис, каде што се зборува за 10 заповеди, ќе прочитате дека насловот на таа лекција гласи Божиот морален закон. Христијаните рекле дека 10 заповеди се морален закон. Тоа не го измислиле адвентистите. Често пати, значи, како последица на оваа терминологија, 10 заповеди ги нарекуваме морален закон. Затоа, кога се мисли на 10 заповеди, например, кога се дискутирало прашањето во Минеаполис, за кој закон станува збор во посланието до Галатјаните, Джонс и Вагонер одговарале станува збор за моралниот закон, затоа што се мисли на 10 заповеди. Меѓутоа, сега ние треба да одговориме на прашањето, ако сме ние ослободени од тој закон, ако ние не сме под тој закон, тогаш дали имаме обврска да ги држиме, исполнуваме или почитуваме 10 заповеди? Традиционалното христијанство вели да. 10 заповеди се нешто што треба секој да го почитува. Либералните протестанти, значи дури и конзервативните протестанти велат да. Земете, имаме горе овде во канцеларија една брошура, катехизис од познатиот протестантски проповедник и теолог Чарлс Спурџон. И тој таму зборува за 10 заповеди, како Божи морален закон. Значи, и традиционалното христијанство, и конзервативниот протестантизам, од секогаш зборувале дека треба да се држат 10 заповеди, но од скоро време либералниот протестантизам е тој што тврди, не треба да се држат, бидејќи тие се стар закон. Тие се тој старозаветен закон. Од друга страна, и ние тврдиме дека законот од кој што Христос не ослободил, законот под чие што власт веќе не се наоѓаме, се 10 заповеди, или како што велел Вагонер, моралниот закон. И па тогаш како се совпаѓа тоа со тезата дека христијанинот треба да ги држи моралните принципи, треба да го држи моралниот закон, и христијанството од секогаш, уште од времето на апостолите до ден денес, барем конзервативното христијанство, од секогаш проповедало дека треба да се држат 10 заповеди. Каде лежи одговорот на ова прашање, на ова дилема? Ке се вратиме на историскиот факт, како што кажав, христијаните се тие кои што 10 заповеди ги нарекле морален закон. И сега го испитаме овој поим, содржина, односно суштината на значењето на поимот морален. Што значи оваа придавка морален? Што значи морал? Дали е тоа правен поим? Зошто христијаните 10 заповеди ги нарекле морален закон? За евреите пред Христа, или за тие што биле под законот, за старозаветната израелска теократија,
10 заповеди не биле морален закон, туку тие биле закон во сета правна, буквална смисла на зборот. Например, ние кои што сме под уставот и законите на Република Македонија, како граѓани на таа држава, како поданици на таа држава, ние не се занимаваме со тоа кои одредби во македонските закони се морални, а кои не се. За нас сите тие се закон, сите тие се правна обврска. Тогаш, зошто христијаните 10 заповеди ги нарекле морален закон после Христа? Токму затоа што не сме под законот. Ако сме под законот, ако треба да го држиме законот како правна обврска, како што треба да ги држиме законите на Република Македонија, ние овде, тогаш ние треба да го држиме целиот закон, сите Моисееви прописи. Зошто? Затоа што не постои држава која што на своите поданици им дава само устав без дополнителни закони. 10 заповеди за стариот Израел биле устав, главнина. Останатите одредби кои што биле запишани со Мојсеева рака се тие дополнителни закони кои што ги толкуваат 10 заповеди, значи го толкуваат и го применуваат уставот за секојдневниот живот на старозаветните израелци. Дали христијаните треба да ги држат 10 заповеди? Да, но како морален принцип, не како правна обврска. Затоа што ние не сме под законот. Со други зборови, ние не треба да го држиме законот според словото, туку според духот, според суштината. И никој од нас не го држи законот според словото. Например, адвентистите на седмиот ден се познати по тоа што тврдат дека токму затоа што четвртата заповед треба да се држи како и останатите 9, ја празнуваат саботата како седми ден. Меѓутоа, ниту еден адвентист не ја држи четвртата заповед според словото. Според словото на законот, например, за да се држи четвртата заповед, во сабота не треба да се пали оган, така пишува во Мојсеевите одредби. Во сабота секој треба да остане на своето место, па после тоа фарисеите и книжниците го протолкувале дека значи толку и толку чекори од твојот дом. Никој адвентист не почитува такви правила. Исто така, во сабота требало да се принесат 2 јагниња за жртви. Едно повеќе од секојдневната жртва. Во сабота по 2. Кој саботјанин го прави тоа? Значи, никој од нас не го држи, не го исполнува законот според словото. Реков, не постои држава која што има само устав без дополнителни закони, без дополнителни одредби кои што ги толкуваат уставните одредби за практичниот живот на граѓаните, на поданиците на тој закон. Така и со Божиот закон. Божиот закон бил закон во сета правна, буквална смисла на зборот за стариот Израел. Затоа што ние не сме под законот, затоа за христијаните постои само морална обврска, а не правна. Затоа што моралните принципи се природни принципи, природни закони, кои што не мора да бидат напишани за да знаеме дека треба да се држат. Зарем на Адама му било кажано дека не треба да ја тепа својата жена. Каде читаме дека такво нешто му било кажано? Или дека не треба да има интимни односи со козите и кравите во рајот, туку само со неговата жена. Или дека дали воопшто читаме такви одредби, кои се занимаваат со такви прашања. Моралните закони се закони кои што Господ ги запишал во срцата на луѓето и кои што Светиот Дух ги запишува во срцата на новозаветните христијани и така тој Дух што оживотворува
не може да те наведе да станеш блудник, бидејќи духот што оживотворува е тој што ќе те направи праведен, и тоа со многу поголема праведност од онаа која што ја имале фарисеите, кои што го следале словото, буквата на законот, за кој што законот бил само правна обврска. И ево во таа прилика да ја пофалам Генералната конференција и за ова што Сабајле, сестра Зорица, ни прочита, да не испадне дека само ја критикувам, бидејќи пред 2 саботи во проповета за црквата и законот, ја критикував тезата од одделението за саботна школа, според која церемонијалниот закон е укинат. Се сеќавате на таа проповед. Но еве, ова утро прочитавме едни такви новозаветни мисли за саботата, во материјалот за подобра саботна школа, каде што на крај, дори последните реченици на сестра Зорица, што ги прочита од материјалот, беа: саботата никогаш не била предвидена да биде обврска, туку што? Туку да биде благодат. Христијаните ја почитувале саботата, например, Апостолскиот собор не им рекол на христијаните, освен овие 4 правила, дека треба сега како број 5 да се држи саботата, затоа што тие тоа веќе го правеле. Апостолскиот собор вели, прочитайте во Дела 15 глава, затоа што Мојсей во секоја сабота се проповеда по синагогите и од најстари времења има своји проповедници кои што го проповедаат секоја сабота по синагогите. Тоа беше завршниот заклучок на апостол Јаков. Значи, христијаните секоја сабота ја посетувале еврејската синагога за богослужение. Никој тоа не им рекол дека треба да го прават, дека е тоа нивна обврска, тие сепак тоа го правеле. Зошто? Затоа што сакале да го прават. Значи, тие сакале да го слават, тие биле воодушевени од тој Бог кој што го создал светот за 6 дена и се одморил во 7-миот, и тоа е истиот тој Бог кој што покажал толку голема љубов кон нив, значи и кон паганите, што го жртвувал својот син за нивното спасение. И сега кога еден, значи, поранешен незнабожец, како можел да реагира под влијание на духот на благодатта, еден поранешен незнабожец, кога ќе разбере дека тој Бог, кој што го жртвувал својот син за неговото спасение, че не само за спасението на евреите, туку и за неговото спасение, за спасението на паганите, е тој Бог кој што го создал светот за 6 дена, а се одморил во 7-миот. Па тоа, по природа, од таквото срце, ќе произлезе таква благодарност, што тој ќе сака да го слави тој и таквиот Бог во 7-миот ден. Па кој е тој што не сака одмор? Па зарем работниците, студентите, учениците не сакаат одмор? Па кој е тој што сака да работи во сабота? Па јас, драги присутни и драги гледачи, јас бев атеист до својата 17-та година и како дете се радувам, значи не верував дека постои Бог и се радував кога ќе дојде петок, затоа што после тоа е сабота, слободен ден. А неделата не беше толку симпатична, бидејќи како што пее Саша Лошич во песната Суада, неделју мрзили због понеделјка. Затоа што не подсетува на она што почнува после неа. Почнува пак школото, почнува пак работата, почнува пак оно што е после викендот. Па кој е тој што не сака одмор во 7-миот ден? Зарем треба да ви се каже дека треба да се одморите во 7-миот ден? Па еве ако се одмараме и во недела, па кој е тој што не сака да има 2 дена одмор? Кој е тој што наместо да ги има и двата, сака да си има само еден, само недела? Тоа е катастрофа. Па ја не можам да разберам како им било на луѓето, кога имале само еден ден за одмор, откако сме ние навикнати да имаме барем 2, скоро во секоја професија. Значи, откако и саботата и неделата се неработни, докога ќе биде така, ќе видиме, знаеме дека нема да биде така секогаш, барем не според библиските пророштва, но суштината е таа. Кој е тој што не сака одмор по природа?
Духот на благодатта е тој кој што по природа го гони, или, како што вели апостол Павле, љубовта не гони, да го прават она што е Божја волја. Луѓето да го прават она што е Божја волја. Затоа за нив не е потребен закон. Затоа законот е потребен не за праведниците, вели апостол Павле, туку за беззакониците. За кого е потребен закон? Па за тие што грешат е потребен закон. Значи, треба да има закон, кај што со 200 евра ќе се казни човек што фрла отпад по улица или во трева, затоа што фрла. Да не фрла, да имаат некој осет дека е лошо да се фрла и да се прави ѓубре, тогаш, значи, луѓето ќе го држат на тој начин моралниот, внатрешниот, и нема потреба од некој надворешен закон, од некој правен закон, кој што ќе мора да ги притисне да не го прават тоа што веќе го прават. Или самите луѓе, дури ако се неверници, ја разбираат разликата помеѓу правен и морален закон. Например, често пати од некој политичар се бара оставка, дури и тогаш кога тој тврди дека според законот не му следува оставка. И тогаш луѓето велат, дури и според законот, ако не ти следува оставка, ти треба од морални причини да поднесеш оставка. Значи, самите луѓе сваќаат, дури ако се неверници, дека едно е морален закон, а друго е закон, што јават американците. Значи, закон во својата буквална, правна смисла на зборот. Моралниот закон е природен закон. Моралниот закон не е правно нешто, правен поим, како што и физичките закони не се правен поим. Пример, законот за гравитација не е тоа правен поим. Тој не се изучува на правен факултет. Се изучува на некој природонаучен, природоматематички факултет и така натаму. Значи да појасниме, баш затоа што беа ослободени од законот, баш затоа што не се под законот, христијаните ги нарекле 10 заповеди морален закон, затоа што разбрале дека тоа се оние суштински морални принципи кои што треба да се држат, и ако не се наметнати како закон, и ако не се запишани никаде. Впрочем, Аврам живел векови пред Синај и пред Мојсей, и за него е речено во Битие 26 глава, дека Аврам го слушаше мојот глас, ги исполнуваше моите уредби, моите закони, моите прописи. Кои закони, прописи, правила и уредби, кога Аврам живел со векови пред Мојсей, пред Синај, пред законот. Се разбира, тоа бил моралниот закон. Имало и некои уредби и правила што се пренесувале по традиција од колено на колено, например, жртвите, паленици и така натаму, кои што започнале уште веднаш после падот во грев, или оние ноевски правила, дека не треба да се јаде крв, кои што биле дадени уште веднаш после потопот. Меѓутоа, и тоа е морално правило, че суштината е дека Аврам бил послушен на моралниот закон. Или оно што апостол Павле го нарекува законот кој што е запишан во нивната совест, дури и во совеста на незнабожците кои што немаат правен закон, како што имале евреите. Или како што рекол познатиот филозоф Емануел Кант, две работи се повеќе и повеќе ме восхитуваат и ме тераат на размислување. Кои беа тие две работи, се сеќавате? Звезденото небо над нас и моралниот закон во нас, односно совест. И сега ни преостанува да одговориме на прашањето што значи осуда на моралниот закон. Моралниот закон не е ништо друго туку совест, која што е или просветлена со некои принципи, морални принципи, например 10 заповеди, или еден куп други морални принципи запишани во Божјата реч,
Или во случајот на совршен човек, како што бил Адам на почетокот, не ни морал да има книги со напишани принципи, туку едноставно тие биле совршено вградени во неговата природа. И што сега значи да ве осуди моралниот закон? Тоа значи да ве осуди вашата собствена совест. Значи, секогаш кога имате грижа на совест, вас ве осудува моралниот закон. Не ве осудува некаков правен закон, не ве гонят полиции или управа за јавни приходи или не знам кој. Вас ве осудува вашата совест. Дали Христос не ослободил од осудата на моралниот закон? Да, затоа што во Христа можеме да најдеме простување и слобода од таа грижа, од таа вина која што ја чувствуваме преку нашата совест. Но тоа не е се. Христос не ослободил само од вината за гревот, за која што ни сведочи нашата совест, туку не ослободил и од законот, односно од законската казна за гревот. А таа казна требала да падне врз човештвото без оглед дали на нив им работи совеста или не им работи. Еден криминалец ќе биде осуден на електрична столица без оглед дали се кај има грижа на совест, или му е толку отапена и жигосана совеста, што не му е гајле. Ако е под власта на законот, законот ќе треба да го екзекутира. Значи, едно е, Христос не ослободил од законот, од сета правна последица на нашите гревови, заради која требаше да умреме со вечна смрт, а исто така не ослободува не од моралниот закон, туку од осудата на моралниот закон. Значи, сега, тука е проблемот на протестантот. Протестантот верува дека Христос не ослободил од моралниот закон и сега испаѓа дека Христос ги направил сите луѓе да немаат совест. Колку глупава теза. Христос не ослободил од моралниот закон, затоа што моралниот закон не е некој наш робовладетел, некој што не држи во робство, или наш непријател, туку е тоа нашата совест, која што не обвинува само тогаш кога грешиме. Инаку не обвинува. Меѓутоа, Христос не ослободил од законот, што значи не ослободил од сета правна осуда, која што требала да биде извршена врз човечкиот род. И никакво наше отпосле држање закон, никаква наша отпосле послушност кон Бога, или што би рекол апостол Павле, никаков додаден закон не можел да не спаси од таа осуда со која што бевме осудени уште со Адамовиот грев. Законот не го признава нашето покаяние. Нашето покаяние, нашето обраќање, нашето прифаќање на Христа, тоа нема никаква законска вредност. Законот за нашето спасение прифаќа, за нашето оправдание, правно, законско оправдание, прифаќа само една работа. Совршената жртва на Исуса Христа. Тоа ние што се каеме отпосле, што го прифаќаме Христа, што се крштеваме, што се каеме за нашите гревови, тоа нема никаква законска вредност. За законот ние сме мртви тогаш кога Христос умрел на крстот. Тогаш законот бил задоволен, тогаш Христос не ослободил од законот, од сета правна осуда, која што требаше да падне врз човечкиот род. И токму заради тоа негово дело, моралниот закон во нас, односно совеста, уште повеќе се засилила, а некако што мислеше протестантот, дека сега сме ние сите безсовестни и можеме да живееме како сака. Како може духот што оживотворува да ве води, да ве тера, да живеете спротивно на оние морални принципи што самиот тој ги запишал во срцата на луѓето уште кога ги создал со Адама и Ева, или кога ги оправдува со Евангелието, со вера. Никако тоа не е можно. Духот не може да ве води кон беззаконие, ако стварно ве води Светиот Дух. Ако ве води другиот Дух, тогаш се јасни нештата, зашто некој има проблем да го прифаќа, да го почитува
и да го исполнува моралниот закон. Само Светиот Дух, а по автоматизам ве води да го исполнувате моралниот закон. Ако не е Светиот Дух, тогаш се јавува вистинскиот проблем. Јас верувам дека ова беше доволно разјаснување, и ако некој се уште смета дека е збунет во нешто, тогаш слободно нека ми се обрати мене, или лично, или преку интернет, за да ја доразјасниме темата или сето оно што евентуално останало неразјаснето. Нека ме фала и слава на Господа, кој што ни дал еден совршен закон, при што не мислам на Синај, туку мислам на Божите морални принципи што ги запишал уште во срцата на Адам и Ева, но откако тие избледеа и откако луѓето се израсипаа, беше потребен и тој закон од Синај, за да луѓето се воспитаат, кога дојде Христос, кога дојде верата, ние веќе не сме малолетни деца да живееме под воспитувач, туку Светиот Дух со кој што сме посинети, Духот на посинување кој што вели Ава, Оче, нас не прави возрастни верници во Христа, кој што со моралниот закон што тој сега повторно го запишува новозаветно во срцата, а не на камени плочи, не прави одговорни и праведни мажи и жени пред Господовото лице. Че зашто нема потреба од воспитувач? Некој да ни кажува што треба, што не треба да се прави? Ако сте во Новиот Завет, ако сте под благодатта, тоа е Светиот Дух внатре во вас ви кажува што треба, што не треба. Нема потреба тоа да ви го кажува некој од надвор. Но ако сте малолетни и имате потреба да биете и понатаму поучувани, така вели апостол Павле, тогаш тоа покажува дека вие се уште не сте израснале, дека вие се уште имате потреба од воспитувач, се уште имате потреба од тутор. Светиот Дух не е во вас, не сте оправдани со вера. И затоа се уште се однесувате како да сте под законом. Па дури знаете и да ги развиете сите оние последици кои што се јавили кај евреите. Значи, да го ставате носот во животот на другите луѓе, па да видите колку овие го држат законот или не го држат, и со тоа да ги осудувате другите луѓе, што еден новозаветен христијанин не може да го прави, затоа што Светиот Дух него го исполнува со тие принципи на праведноста, со тие принципи на благодатта, со кои што тој воопшто и не се занимава со животот на другите луѓе, туку едноставно гледа како тој да го прослави Бога на најдобар можен начин.